Секој училиште води своја собствена политика и води грижа за тоа колку насилни настани се случуваат. Јас искрено можам да се пофалам дека во нашето училиште значително е намалена стапката на насилни ситуации. Зошто? Тоа се должи пред се на проектот од безбедна училишна средина, меѓутоа и на претходните ред и бројни работилници кои беа превземени од моја страна, од страна на мојата колешка, исто така и од напорот кој го вложија наставниот кадар преку наставните содржини, третирајќи содржини каде што се зборува за насилството или пак заштита од насилни ситуации. Меѓутоа, како што кажав, пред се на проектот кој ни понуди огромни можности, како што беше, например, прераснување на младинската организација во ученички парламент или училишна ученичка заедница, каде што учениците добија поголеми права, но и одговорности да превземаат бројни активности и бројни иницијативи, како што е ова вечерашната овде, иницијатива, и токму на тоа се должи намалување на таа стапка на ненасилни ситуации во нашето училиште. Некоја конкретна бројка имаме да кажеме? Конкретна бројка, например, за оваа година би кажала дека имаме пријавено 3 насилни ситуации со физички пресметки, меѓутоа се работи некако од годините за некои масивни тапачки, тие се издвоени, значи помеѓу двајца, буквално на типично врсничко насилство помеѓу двајца, кое што како што обидувало и низ времето и сега најчесто причината е вербалното насилство, значи започнува со вербално насилство, не се пријавува никаде вербалното насилство, тоа тлее во учениците и е причина за да генерира понатаму и да прерасне физичко насилство, кое понатаму сведоците најчесто го пријавуваат, а понекогаш и самите учесници во насилството, меѓутоа се решава на најбезволен начин преку разговори, советодавни разговори со учениците, со родителите. И она што ми е мене најмногу важно, кога јас ги вршам тие работилници, моја целна група не се солидните ученици, туку учениците кои низ годините се таргетирани како учесници во насилни ситуации, со цел и кај нив да се подигне свеста, не само преку издвоени индивидуални разговори, туку и за работилници каде што имаме интерактивни, настани, да увидат какви се може последици да доведат насилните ситуации. Дали сега поотворено жртвите зборуваат за насилство? Зборуваат, да, жртвите се повеќе се отварат затоа што е зголемена само довербата кај нив, токму стекната преку овие работилници, преку учеството во ученичката училишна заедница, меѓутоа и преку бројните активности кои што ги презедоа нашите ученици. Се охрабруваат, ако порано тоа беше, да речам, како табу тема, да, како табу, и беа едноставно како задкулисни воопшто, и во текот на целата година ние можеби немаше да разбереме дека тие биле жртва на одреден тип на насилство, сега се повеќе се охрабруваат и го прејавуваат насилството, изборуваат отворено. Како буквално е вршено насилството врз нив. Во колкав период е вршено насилството, од кого е вршено насилството, кој си бил вклучен и што жртвата во тоа време чувствувала и што превзела. За жал, сајбер просторот или сајбер насилството е она кој што го добива акцентот или е на пиедесталот од типовите на насилства. Значи, ако порано беше физичкото, сега сајбер насилството. Меѓутоа и за тоа ние имаме превземено мерки, согласно и протоколите интерни кои што ги имаме изработено во нашето училиште, меѓутоа согласно и законот и препораки кои што стигнуваат од Министерството за образование и наука, да, ние превземаме исто така бројни иницијативи и активности, исто така имаме бројни работилници одржано токму на тема сајбер насилство и заштита, меѓутоа и заштита на лични податоци и слично. Какви се тука податоците? Тука се фрапантни. За жал морам да кажам дека можеби учениците, јас така го чувствувам тоа, не зборуваат за себе, зборуваат во некое трето лице, а чувствувам дека нештото им се случува нив. Меѓутоа, на мета и на отстрел на ова сајбер насилство се сите млади кои користат социјални мрежи. Посебно оние кои што навистина се многу транспарентни, многу отворени, споделуваат се без да водат грижа дека можат да бидат злоупотребени некои нивни, да речам, објави. Како ви е тоа го спречува? Како што кажав, преку работилниците, каде што укажуваме што значи тоа сајбер насилство,
кој се може да биде засегнат, како се случува таа сајбер насилство, им покажуваме и некои показатели што ги имаме, кои што се случиле, значи и во државата, и во опкружувањето потесно, меѓутоа и на светско ниво, дека нечесто знаат истите да завршат и со смрт. Тогаш имаме жртва која тотално ја губи самодовербата, која не се доверува и значи за жал завршуваат многу несреќно. За сајбер насилството ние го исто така и превенираме и интервенираме во нашето училиште, меѓутоа најчесто пријавуваме, доколку го имаме. Во овие неколку години сме имале една пријава, веднаш пријавуваме и во полициската станица, каде што тие превземаат дополнителни активности, што се во нивни домен. Сепак ние од овој воспитен карактер и дел кој што ние како училиште го имаме улога, делуваме, меѓутоа сметаме дека и некои други институции треба да бидат инволвирани. Тука, значи, како што кажав, се работи по протокол и секој ден кој е свесен, ако добро може да оцени ситуацијата, не треба само полициска станица, тука треба, например, и Центар за социјални грижи да се извести, и обвинителството да се извести, па дури да се побави помош од некое СОС село кое што работи токму со жртви на насилство. Стапката на насилство во училиштето е значително намалена. Најчесто насилство е вербалното насилство, кое не представува некој проблем, со дискусии, со секакви различни работи се следува со разговор со педагогот. Исто така педагогот има одржано разноразни работилници за различни видови насилство. Исто така има одржано работилници за сајбер насилство, вербално насилство, физички насилства, многу други. Били се намалило последно време само вербално. Што придонесе за таквата ситуација и како вие би помогнале на жртвата да се осуди насилникот? Па разноразните хепенинзи и работилници организирани од коалиција сега во проектот што е последниве 2 години, тие има многу придонесено за намалување на тоа насилство. Исто така и нашите соученици се добредојдени секој ден да разговара со педагогот, со дел од наставниот кадар, со повисоките органи на училиштето, како и директорката, доколку проблемот не може да се реши. Исто така, ние како членови на училишната ученичка заедница, која сега е училишен парламент, сме добредојдени за разговор со било кој од децата. Знаеш за некоја таква ситуација тебе или на друго се случило? За сега во овие 4 години во кои шучам јас, неам сретна, тоа е реален муавет. Тоа значи се подобрува ситуацијата? Да. Спрема годините уназад, да. Значително е подобрено. Дојдовме до идеја да прикажеме 3 кратки приказни со цел да ја зајакниме свеста за насилството меѓу учениците и врсниците пред се и да на некој начин да му покажеме на другите соученици кои видови на насилство треба да ги препознаваат, како да ги препознаваат, да ја знаат жртвата и пред се да го пријават тоа врсничко насилство. Од што бевте поттикнати? Па бевме поттикнати бидејќи имаме организирано доста работилници со дискусија на вакви теми, односно теми поврзани со насилство, врсничко насилство и сите други видови на насилство што сте, и дојдовме до ваква идеја малце на поинаков начин да му приловиме и да му докажеме и да на некој начин да ги едуцираме младиве кои типови на насилство ги имаме. Тебе ти се случило или знаеш некој што му се случило насилство? Знаеш насилник, знаеш жртва? Фала му на Господа, се ми се нема случено и се надевам дека нема ни да ми се случи. Не сакам такви работи, не сум ни таков тип на ученик, на човек кој сака такви работи, не ги поддржува, фала Богу дека нема да ги поддржувам тие работи и не знам и немам слушнато барем во моја блиска околина дека се случило некакво врсничко насилство или некаков тип на насилство. Но загрижуваат ги состојби? Да, во последно време многу загрижуваат. Свести сме сите, јасно ни е дека секојдневно се случуваат секакви насилства, секакви видови на насилство.